Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Ке ги поместили политичките процеси денешната презентација на, како што рече Зоран Заев, програмата за работа на новата влада. Успеали лидерот на СДСМ да му ги избие од раце аргументите на председателот Ѓорги Иванов, со кои ја бранеше одлуката да не му го даде мандатот за формирање нова влада. Заев денеска порача дека завршило времето за партиски платформи и дека дошло време за единствена програма на новата влада. Но од ВМРО ДПМН рекоа дека наместо еден час да чита памфлет, Заев можел во една минута јасно да отфрли платформата на партиите на албанците и да не се обидува да се зацкрива зад најави за експертски дебати за различни прашања. Реагираа и од организацијата што официјално стои зад протестите, велики дека нема да подлегнат на манипулација или обид на мала врата да се протнат работите што албанските партии ги договорија во Тирана, а Зоран Заев ги прифати. Настапот на Заев и реакциите по него се во фокусот на вечерашната дебата со аналитичарот Ибрахим Мехмети, директорката на Институтот за европска политика Симонида Кацарска и првиот човек на Институтот за демократија Марко Трошановски. Имаме и актуелна саботажа. Ова е само најава, дебатата е по кратката пауза. Гледате 360 степени. Рамката за вечерашната дебата е денешниот јавен настап на лидерот на СДСМ Зоран Заев и објавата на, како што рече тој, програмата за работа на новата влада, секако и реакциите кои што стигнаа по овој настап на Заев. Во студиото со мене и со вас вечерва се Симонида Кацарска, директорка на Институтот за европска политика. Добро што сте со нас. Добро вечер. Ибрахим Мехмети, аналитичар. Добро вечер. И Марко Трошановски, председател на Институтот за демократија. Благодарам и за вас што сте со нас. Мехмети, ќе почнам со вас. Како вие го доживеавте настапот на Заев и еве она појдовна дилема од генералната најава на емисијата, ќе успеели овој настап, бидејќи очигледно беше насочен кон Иванов, да го разубеди председателот да му го даде мандатот на Зоран Заев? Po mendoj se ishte një hap I drejt, ndoshta edhe I pritur, pas gjithë asaj që ndodhi, me këto manipulimet dhe spinat lidhur me platformën shqiptare. Kjo duhet të ndodhi dhe është mirë që ndodhi. Dhe thonë u zbardh ajo përmbajtje e programit të qeverisë, sepse platforma nuk është programi I qeverisë, platforma është vetëm të themi programi partive shqiptare të cilët marrin pjesë në qeveri. Nëse programin të cilin e paraqiti Zaevi është program I qeverisë. Dhe këtu programet partijake mbeten në planin e dytë, që është e logjikshme. Dhe mendoj se në këtë mënyrë ai unë shpresoj se do të arrijë që ta bindë jo vetëm kryetarin Ivanov, po edhe ata të cilët protestojnë kundër të kësaj platforme, se në fakt aty nuk ka asgjë armiqësore ose të fshehur, por se është një program ose një ambicie e partive të cilët e përbëjnë qeverinë. Dhe programi qeveritar është kompromisi I këtyre ambicieve, këtyre kërkesave, dhe shpresoj se kjo do t'i kthjelloj ata të cilët ndoshta ishin viktime manipulimeve dhe keq interpretimeve që vishin nga anë të ndryshme. Околу содржината на тоа што денес Заев го кажа, ќе дебатираме малку подоцна. Трошановски, за вас истото прашање. Отстранети се стравовите за кои што Иванов зборуваше и со кои што го аргументираше својот став дека не треба на Заев да му го даде мандатот. Па ово обраќање би рекол дека беше насочено не само кон председателот, се разбира и кон голема група на граѓани, која што е делумно и оправдано загрижена од содржината на некоја нејасна платформа и протестира наназад со денови, така да обраќајќи им се на овие две целни групи, така да речам, мислам дека се демаскираше она централна појдовна теза во пропагандата против платформата, а тоа дека таа би предизвикала некаков раздор, поделба на државата, пред се преку воведување на принципот на унапредување на двојазичноста или односно употребата
на албанскиот јазик. Дали ги демаскираш, односно дали го разубеди председателот, се разбира, не можам да кажам, тоа е негова дискреционо право да одлучи, меѓутоа тоа што сигурно направи е дека полето за манипулација и погрешни интерпретации значително се стесни. Ние се уште треба допрво да го ферментираме како јавност, како политички партии, како експерти, самиот говор на Заев, но и содржината конкретно внатре во програмата, за да можеме да дадеме поиздржани толкувања на истата. Меѓутоа, судејќи по началните принципи кои што беа изложени, мислам дека полето на застрашување на граѓаните, дека оваа платформа нешто би направила што би го ставило во прашање унитарниот карактер на земјата, е значително намалено. Вие сте комуниколог, пред се од тој аспект предпоставам оваа анализа што ја правите има уште поголема тежина. Ќе разговараме малку подетално подоцна. Кацарска, меѓународната заедница и допред овој настап испраќаше прилично јасни пораки, а тоа е дека кога има декларирано мнозинство во парламентот, треба да му се дозволи да се обиде да формира влада. Дали по еден ваков настап позицијата на Брисел и на Вашингтон, па и на Берлин и на другите главни градови во рамките на ЕУ ќе стане уште по јасна, по-цврста, по-известна? Јас би рекла дека позицијата на токму овие главни градови кои што ги споменавте беше и досега доста јасна и пораките од Берлин со посетата на специјалниот представник Кристијан Хелбах, кој што, ако погледнеме наназад, неколку пати ја одложуваше својата посета, односно беше најавувана, па тој не пристигна во Република Македонија, веројатно беше проценето дека ова е веќе критичен момент за да се стави до знаење дека е време да се формира, како што и самиот потенцираше, реформска влада. Јас сметам дека со ова обраќање на председателот на СДСМ Заев, веројатно имаше обид да се внесе малку транспарентност во на што е договорено, бидејќи имавме доста критики и во домашната експертска јавност за тоа дека не е точно јасно што е договорено помеѓу партиите. Уште поидеално според мене ќе беше доколку имаше поголем консензус и тука имавме некои од албанските лидерите на албанските партии па заедно да ја представат можеби таа владина програма. Мислам дека повеќе ветер ќе имаше во грбот од тој аспект. Да се навратам повторно на вашето прашање, мислам дека и САД преку својата изјава вчера од амбасадорката во ОПСЕ, како и Берлин и Обединетото кралство беа доволно јасни, а и Република Франција, дека треба да се даде можност во случај кога се обезбедени 67 подписи да се формира влада. Сепак би потенцирала тука дека денеска имаше самит на Европската унија, на кој што повторно заеднички беше потенцирано дека сега се очекува од Република Македонија да се формира реформска влада. Што за мене е позитивен знак, бидејќи ние во последно време имавме различни сигнали од Унгарија, па делумно и од Австрија во однос на ова прашање, меѓутоа сега имаме став на ниво на Европската унија кој што исто го потврдува потребата за да се даде можност на овие 67 пратеници да формираат влада. Па и од Грција, не знам зошто. Па и од Грција, да. Интересно е дека Грција можеби користи една малку поинаква реторика, но баш би сакал да го анализираме можеби малку подоцна однесувањето на владата на Сирија и законот на што се случува во земјата деноиве. Благодарам за воведот на Мехмети. Од аспект на содржината на она што денеска го презентираше Заев, тој сепак во реторичкиот дел зборуваше само за принципите, за начелата на платформата. Таа во полната своја содржина е објавена на интернет и е достапна за пошироката публика, па може да се анализира и во детали. Дали има некаков простор за незадоволство од партиите на албанците, бидејќи факт е дека Заев се движи во еден теснец
помеѓу тоа што веројатно се очекување на потенцијалните негови партнери во идната влада и она што како притисок доаѓа од еден дел од македонската заедница? Unë nuk e pash këtë paraqitje si një shpalosje e programit të qeverisë, po më tepër si një tentative e liderit të LSDM-s dhe mandatarit potencial për formimin e qeverisë së ardhshme, si një mundësi për demantimin e thashëthemeve dhe manipulimeve të cilat krijuan këtë situatë në cilën tani gjendemi. Do thonë, të gjitha pikat në këto pikat të cilat u shpalosën në publik spaku, këto 15 pikat, mendoj se nëse analizohen shihet qartë se të gjitha ato përmbajnë në një farë mënyre demand në akuzat, ndaj akuzave të cilat u përsëritën nga anë të ndryshme, kryesisht nga strukturat e partisë që aktualisht ende e mban pushtetin. Dhe prandaj mendoj se edhe partitë shqiptare, po edhe opinioni shqiptar është i vetëdijshëm se kjo paraqitje e kryetarit të LSDM-s kishte qëllim të caktuar. Nuk është fjala për një debat për programin qeveritar, po është thjesht një demand për akuzat të cilat sollen deri ajo që kryetari Ivanov ta përdor ose ta keq përdor këtë platformë për mos dhënien e mandatit, të cilën është i obliguar ta jap sipas Kushtutës. Иако Заев спомена и одредени точки кои што беа дел од залагањата на партиите на албанците и директно ги тангираат албанците во Република Македонија. Зборуваше за усвојување нов закон за употреба на јазиците кој што ќе ја унапреди употребата. Зборуваше за продолжување на принципот на соодветна и правична застапеност, за тоа дека луѓето кои што примаат плата не одат на работа ќе бидат брзо распоредени за рамноправен регионален развој, за тоа дека сака со некаков меѓународен мониторинг да се расчистат дел од овие случаи, меѓу кои што има и случаи за кои што е особено заинтересирана албанската заедница во Македонија. Nëse ekziston vullneti i mirë ndërmjet partive të cilat do të afrojnë qeverinë ardhshme, atëherë nuk është patjetër që çdo pikë dhe presje të definohet paraprakisht, para se të hyjet në qeveri, sepse nëse definohet tepër, domethënë kjo super definimi i çështjeve, mund të jetë edhe kontraproduktiv. Unë mendoj se sipas disa deklaratave edhe të liderëve shqiptar, të partive shqiptare, po edhe të Zaevit, sidomos të Zaevit, shihet se ai insiston që të krijohet një frymë e re e bashkëpunimit dhe e besimit, e cila do të jetë si një kundërshtim i propagandës e cila sjell urrëtie dhe sjell përçarje edhe të mëdha, ndasi ndërmjet njerëzve. Ne shohim se përsëri kthehen ato skenat kur kemi rrahje nëpër autobus, nëpër rrugë dhe fillon të paraqitet një nervoz dhe një mosdurim ndërmjet komuniteteve. Dhe mendoj se strategjia ose qasje e Zaevit është që ta kthej këtë tendencë një frymë të re, e cila do të jetë frymë e besimit, dhe pastaj kur të hyjë në parlament, aty do të ketë debate, sepse është domosdoshme që parlamenti t'i sjellë ligjet. Nuk do të sillen ligjet tani në program. Programi vetëm i cakton pikat kryesore, pikat strategjike të qeverisë së re, dhe këtu janë të përfshira edhe kërkesat e partive shqiptare, edhe pse unë nuk mund të flas tani në detaj, sepse ende nuk e kam pa, po këto pikat kryesore mendoj se shkojnë në atë drejtim. Detajet pastaj se a do të jenë para do të jenë me një gjuhë ose dy gjuhë, uniform të jenë me një ose me dy gjuhë, ata mund të diskutohen pastaj kur të formohet koalicione dhe kur mund të bisedojmë për pikat konkrete. Тушановски, еве овде каде што застана Мехмети, прашањето, односно одговорот на Заев за прашањето за тоа дали
парите, односно банкнотите ќе бидат двојазични, униформите во општините каде што албанците се најмалку 20% на полицијата и на армијата ќе бидат двојазични, е едно од прашањата кое што во овие часови по неговиот настап предизвикува најмногу реакции. Дуи излезе со став, велејќи дека тие не се согласуваат со ставот изнесен од Заев, кој патем се реферираше на експертски ставови, дека евентуалната двојазичност во овие сегменти оди надвор од Уставот. Како вие го доживеавте тој одговор на Заев? Како повеќе обид да се делува на луѓето кои што покажуваа стравови овие денови? Како што реков и во првото излагање, очигледно, особено во делот на прашања и одговори што понатаму следеа, беа адресирани неколку клучни аргументи кои што ги засега граѓаните кои што протестира или се вознемирени од можноста за двојазично воведување, унапредување на двојазичноста и така натаму. Конкретно за реторичката тактика, формулацијата на Заев околу овој дел за униформите и парите, банкнотите, мислам дека вешто својот став го префрли на полето на експертската или да речеме уставно-правната дебата и на крајот на краиштата, како што на повеќе нешта реферираше лидерот на СДСМ, дебатата ќе биде отворена во собранието, она што е против уставно, може да биде може да биде ставено вето, може да го сруши уставниот суд, за дел од тие прашања треба двотретинско мнозинство. На никаков начин не може да се загрози уставот и унитарниот карактер на државата. Кацарска, имаше ли среќа Македонија овој деликатен политички момент да се совпадне со првата посета на Могерини на регионот, доаѓањето на високата представничка на ЕУ токму во момент кога овде се крши политичкиот процес, па оттаму префрлање на делот, влијанието преку другите механизми на ЕУ за на некој начин да се влијае на состојбите овде. За сега е се на ниво на реторика, пораките се јасни од Брисел, Иванов до овој момент се нема предумислено, но очигледно е дека ЕУ неверојатно нема да се откаже. Дали било среќа или не среќа ќе оставиме подоцна веројатно да процениме, меѓутоа дефинитивно сметам дека заклучоците и препораките од денешниот состанок и посетата на Могерини барем реторички го вратија вниманието на лидерите на ЕУ кон Балканот, бидејќи во голема мера ситуацијата со која што се среќаваме во моментот како во Република Македонија, меѓутоа и пошироко во регионот, е поради недостатокот на ангажман, ефективно ангажирање со институциите, со елитите во регионот, колку занемарување на демократските уназадувања во однос на бегалската криза и така натаму. И мислам дека денеска во голема мера на лидерите на ЕУ им беше испорачана сметката на занемарувањето на Балканот во последните неколку барем години. И барем реторички се врати, го погледнаа барем регионот. Сега, во моментот тие притискаат, како што и сам споменавте, со изјави, со посети, како што беше темпирана веројатно и во исто време не случајно посетата на генералниот секретар на ОПСЕ заедно со високиот представник на германското МНР. И имајќи во предвид дека председателот имаше и во изминатата година, значи во не толку далечното минато, пример со аболицијата кога се предомисли, мислам дека се во моментот се стара тој притисок на него да се предомисли, како што и спомена представникот на германското МНР, дека е уверен дека председателот ќе смени својата одлука. Колку тоа ќе биде случај и колку ќе се изврши тој притисок во наредните денови, останува сепак да видиме. Освен реториката, има ли и други механизми ЕУ? Ќе разговараме по паузата. Благодарам за сега. Ве поканувам да бидете на Алсат и понатаму.
Се враќаме со дебатата вечерва. Во студиото се Симонида Кацарска од Институтот за европска политика, Ибрахим Мехмети, аналитичар, и Марко Трошановски од Институтот за демократија. Трошановски, вие зборувавте за делумно реторичката вештина на Заев денеска, да се протне низ еден тесен процеп на не многу комотен простор со оглед на сцената како е поставена. Не можете да предпоставувате Иванов како ќе реагира, но ја видовме реакцијата на ВМРО ДПМН. Тие на некој начин ја држат тезата дека Заев не се оградил јавно од платформата на партиите на албанците, дека требало тоа јасно да го направи, а ако веќе има позитивен однос кон неа, тогаш да се оди на избори па да се види поддршката на граѓаните каква е во врска со тоа прашање. ВМРО ДПМН е поприлично тврда овие денови. Може да се очекува евентуално промена во ставот на оваа партија? Па дебатната традицијата на дебат, на политичка дебата на нас за овие 10 години ни покажува дека многу ретко, речиси воопшто, не постоеше пресретнување, односно промисла на политичките аргументи на политичките ривали. Дебатите речиси да не постоја. Во таа насока не се признава и почитува аргументите на другиот, нити пак се одговараше на тие аргументи, туку секој држеше својата политичка агенда и аргументација, без при тоа да одговори на нападите на другиот. И во таа насока е и ова реакција, останаа доследни на својата порака представниците на ВМРО, дека платформата ја загрозува државата, не се Заев ги покани, нели, да ја коментираат оваа програма, не само нив, нели и останатите, меѓутоа фокусот на политичката порака во овој момент, како од движењето за заедничка Македонија, така и од ВМРО, е само на и до сегашната реторика дека Македонија е загрозена и дека платформата треба да се отфрли, без при тоа да се стави низ призма на презентираната програма владина и фактите кои што стојат внатре во неа. Дури и тие факти да покажуваат и докажуваат дека навистина Македонија е загрозена, дебатата треба да биде низ она што го имаме како аргументи, низ точките во програмата на владата. Но одговорот не е тоа. Одговорот е протестите ќе продолжат, одговорот на ВМРО е таков каков што го видовме. Тогаш како ќе се менуваат евентуално позициите за завземените позиции сега на сцената? Тоа ни е рак рана на целото општество. Наназад и изборните резултати ја покажаа таа длабока поларизираност и поделеност на нашето општество, живот во два паралелни универзуми, како на меѓуетничка основа, така и на меѓупартиска основа, и тоа се моменталните исходи. Тоа е ситуација од која што мораме да излеземе ако сакаме да растеме како демократија и општество, и затоа ми се допаѓа тенденцијата кон отварање во најмала рака, еден минимален консензус кој што е нужен, отварање на дебата по прашањата кои што ни се контроверзни, вклучувајќи и некои, да речеме, барања за декларацијата околу геноцидот и слично, што за мене лично се апсолутно непотребни, еден од неприфатливите точки на платформата, меѓутоа да отвориме дебата за истите, зошто да не. Априори, нели, се разбира, не треба ништо да се отфрла, нема разбирање на тој начин, остануваме вкопани во рововите на политичката задојување и доаѓаме до вакви ситуации какви што се сега. Политичка институционална криза најлоша во нашата историја. Мехмети, ако се суди според првичните реакции, за сега сите си остануваат вкопани во своите ровови. Тогаш како ќе се поместиме од ова статус-кво? Përfat keq ne shohim se nëpër debatet ku politikanët marrin pjesë, përfaqësuesit e partive politike, shohim se kemi deklarata paralele. Njëri thotë ju e keni bërë këtë, ai nuk thotë se jo ose s'është e vërtetë, po thotë mirë, po ju e keni bërë këtë tjetër, diçka tjetër. Dhe kështu kemi
shpeshherë mund të shohim në për debate publike dhe kur flasin njëkohësisht. Edhe as pak nuk dëgjoj njëri tjetrin. Да, не се досуслушуваат. Да. As pak. Да. Nuk Или dëgjohen. се разминуваат комплетно, да. Pikërisht, po Да. edhe udhëhecit vetëm dëgjojnë dhe publiku është nuk mund as të përcillet çka flasin. Dhe mendoj se kjo është një mungesë që tha edhe Marke nivelit elementar të dialogut politik. Dhe mendoj se kjo rrjedh nga supozimi i partive politike se qytetarët nuk marrin vesh se çka është dialogu. Dhe ata luajnë në këtë letër secili është i pranueshëm për elektoratin e vet ose për përcjellësit e tyre dhe nuk mërziten se ta bindin tjetrin. Dhe mendoj se në përgjithësi ne debati politik ose jo vetëm në periudhat ndërmjet zgjedhjeve, po edhe jo vetëm gjatë zgjedhjeve, po edhe ndërmjet zgjedhjeve zhvillohet në atë mënyrë që të ruhet ai elektorati i tyre, partijak, mirë po nuk tentohet që të bindet dikush tjetër, se kjo është gabim ose kjo është e mirë. Dhe në një situatë të tillë, kur kemi dialog të verbër, të shurdhëve, atëherë nuk mund të pritet edhe lëvizje. Dhe prandaj ne pa ndërprerje vim në situata ciklike kur kemi nevojë të domosdoshme, të pashmangshme të intervenimit nga jashtë. Dhe prandaj, edhe pse unë kam qenë shpeshherë kam thënë se nuk është mirë që ne non stop presim zgjidhjet në vend nga jashtë, mirë po është e qartë se nuk ka kapacitet, ndoshta nuk tingëllon mirë, po as intelektual në klasën politike që të dialogojnë për një çështje dhe njerëzit pranojnë se ndoshta ka diçka gabim në qëndrimet e tyre. Do të thënë insistohet me çdo çmim se qëndrimi i tyre është i drejtë dhe tjetri është gabim dhe anasjellës. Dhe në një situatë të tillë ne vim shpeshherë në biseda me të huaj ata shprehin habithet pse në Ballkan dhe në Maqedoni sidomos njerëzit aq shumë kanë averzion ose frikë nga kompromisi. Kur përmendet fjala kompromis, ajo tingëllon si diçka shumë e keqe. Në fakt kompromisi është zgjidhje. Kur kemi dy qëndrime të kundërta, siç është normale në politikë, por edhe në jetën e përditshme, kompromisi është aftësia për të ardhur një zgjidhje e cila është në dobi të përgjithshme. Nëse shteti është interesi i gjithëve, siç shpreh edhe kryetari i shtetit, edhe partitë më të mëdha politike, se gjithë atë që e bëjnë për interes të shtetit, atëherë nëse ata nuk janë të gatshëm të bëjnë një koncesion të vogël në llogaritë të binjeve të tyre për hir të interesit shtetëror, atëherë shtrohet pyetja cili është interesi i tyre. Është interesi i shtetit apo është interesi thjesht partijak ose grupor. Dhe kjo është e qartë se ne nuk kemi kapacitete të mbrëmshme, opinioni nuk është në gjendje që të kryejë një shtytje, një presion ndaj politikanëve që të kthjellohen dhe të thonë okay, ndoshta ne jemi gabim. Kjo nuk ndodh. As mediat nuk e bëjnë këtë, as opinioni publik. Dhe kështu që vim përsëri në situatën që duhet dikush nga jashtë të zgjidhë edhe këto çështje. Марко? Да, само сакам да дополнам на потребата од информирана јавност како еден од клучните полуги на притисок врз политичката понуда. Последното истражување институтот што го правеше во врска со актуелни политички теми, 90% од популацијата воопшто не знае или сосема малку, но недоволно информирана за реформите во извештајот на ПРИБЕ, кој што е клучен системски документ за за некаква консолидација на нашето општество и тргање во правилна насока. Тоа е проблем. Тоа е проблем. Меѓутоа е проблем како на политичките елити, така и на нас како граѓанско општество, но и на медиумите во смисла на непотикнување, неподхранување или недоволно информирање за суштинските и клучни прашања кои што треба да ги знае обичниот граѓанин. Сакате да? Да, јас само би дополнила дека се сложувам и дека дел од проблемот е и тоа што и како јавност, а веројатно и како експертска јавност во Македонија се прифати долго време многу одлуки да се носат во клубот на пратениците, во ресторани, а не во собранието и пред јавноста каде што всушност и требаше да се случуваат.
И во голема мера за тоа е веројатно и одговорен и самиот систем на некаква форма на консоцијализам, односно меѓуетничко коалицирање на кое што ние се сложивме веројатно пред некое време. И доведе, всушност, мислам дека и самиот тој систем и во теорија секогаш е покажано дека доведува до дистанцирање на јавноста или пак електоратот од политичките партии. И сега мислам дека и покрај кога веќе говорев претходно за испорачување на сметки, веројатно делумно ни се испорачува и таа сметка на неприкосновена коалиција која што ние сметавме ги имаме двата лидери и тие ќе се договорат или четворицата во многу случаи. Прашањето извинете. Да, Ибрахим констатираше дека најверојатно пак ќе дојдеме до точката во која што некој од надвор ќе треба да дојде да ни помогне да излеземе од ова ситуација. Гледаме дека добронамерните пораки од главните градови за кои што ние самите велиме дека се наши стратешки партнери, за сега не даваат резултат. Има други механизми со кои што Брисел и Вашингтон можат да влијаат на состојбата. Ајде, при тоа да бидам малку по-конкретен. Да речеме, во периодот по групното помилување од Иванов, почна главно неофицијално да стигнуваат и некакви закани, полузакани со санкции. Па почнавме и да дебатираме дури што е добро, дали тоа да бидат таргетирани кон конкретни личности, дали санкциите кон државата ќе делуваат контрапродуктивно и така натаму. За голем дел од луѓето да констатираат дека заканата врши работа додека е закана. Ако на некој начин таа се реализира во мерка, потоа ја губи својата смисла и својата ефикасност. Има ли други механизми со кои што меѓународната заедница може да помогне? Се сеќавам, ние говоревме за таргетирани санкции уште претходно кога амбасадори, тоа токму со вас, кога амбасадорите стоја пред владата и читаа практично нивни проглас. Дефинитивно, таргетираните санкции се една од можностите кои што стојат на располагање, меѓутоа мислам дека се уште сме очигледно, мислам дека досега веројатно ако имаше шанса да бидат употребени, можеби и ќе беа. Само можеби покрај тоа контратезата е дали тие дополнително не ги радикализираат тие структури кон кои што се насочени санкциите. Значи сега имаме дури и покомплексна ситуација од она што беше претходно според мене, кога амбасадорите го читаат тој проглас, бидејќи имаме луѓе на улица, имаме говор на омраза, кој што го видовме во последните 2-3 месеца, кој што е исклучително во пораст. Имаме изолирани инциденти за кои што се трудиме да останат изолирани. Поради тоа, мислам дека веројатно сега е повнимателна меѓународната заедница и во овој контекст, или како гледаме Брисел и Вашингтон, и се врши, се уште во овој момент се врши повторно индивидуализиран притисок. Ако бидеме исто така доста, ако бидеме прецизни, се врши притисок врз председателот да го даде мандатот. Во оваа фаза. Во оваа фаза. Меѓутоа, значи ние вчера чувме од поранешниот бугарски амбасадор во НАТО, кој што порачува дека Македонија треба да побара стабилизирачка мисија од страна на Европската унија, кое што исто така не е нечуено. Меѓутоа, тоа ќе видиме, ова е сега изолиран повик, иако самиот тој повик на овој бугарски политичар има други проблематични аспекти во однос на проценката за тоа каде стои Република Македонија. Стабилизирачка мисија се мисли на воена мисија? Видете, мисијата може да биде воена, може да биде цивилна. Сега, значи тоа во неговиот контекст он повеќе упатува на воена, меѓутоа без намера да ги драматизираме нештата, ова е изолиран случај, сепак ќе повторам. Но доколку самата криза потрае многу долго, нема да биде веројатно изолиран случај. А да се навратам повторно само уште кон коментарот за меѓународното инволвирање, мене ми е многу страф генерално кога доаѓаат толку многу лидери како и генералниот секретар на ОПСЕ и се навестува толку многу пати во нивните изјави зборот конфликт, дали геополитички, дали етнички, како што го употреби Федерика Могерини. Меѓутоа, веројатно е проценато и за жал ќе кажам дека ние повторно укажуваме дека некој капацитет домашно да го решиме ова прашање немаме. Сега колку нивното инволвирање ќе биде продуктивно и колку ќе биде корисно е веќе друго прашање. Меѓутоа, мислам дека во ваква ситуација
повторно молиме на некој начин за помош од меѓународната заедница. Мехмети, некои се вулгарно отворени и велат главното прашање сепак прашањето на потенцијална амнестија на оние кои што се чувствуваат инволвирани во истрагите и случаите кои што ги отвора специјалното јавно обвинителство, па ќе слушнете препораки. Дајте на крајот на криштата, ако земјата е заложник на тоа, да договориме амнестија за да се откочи ова политичко статус кво. Што мислите вие за таа тема? Знам дека се различни ставовите. Има луѓе кои што велат ако навистина тоа е условот за земјата да тргне напред, може би треба да се размисли. Но други велат дека тоа веројатно уште повеќе ќе зголеми апатијата кај луѓето кои што ќе сватат дека кога сте на функција можете да правите што сакате, затоа што после тоа следува амнестија и никому ништо. Nuk jam adhurusi teorive të konspiracionit, sepse kjo është pak shkon pak disa hapa jashtë larg argumenteve të cilat ne mund t'i kemi në dispozicion, po nëse marrim këtë si një mundësi dhe nëse mendojmë ta argumentojmë, mund të argumentohet. Не, јас не зборам за тајно договорена шепната амнестија како Холбрук на Караджич, туку за отворено разговарање на маса за таа тема. Mendoj se ndoshta mund të jetë pikërisht kjo që ndodh tani, kur strukturat në fjalë përpiqen që ta mobilizojnë një masë të madhe të qytetarëve, me çka krijojnë krizë artificiale për një çështje jo ekzistuese, do të thënë siç është federalizimi ose ndarja e vendit që nuk është as pak në tavolinë si temë, nuk është. Dhe me imponimin e këtyre temave dhe me nxitjen e qytetarëve që të dalin në rrugë në përkrahje të strukturave që luftojnë gjoja kundër këtyre planeve, ndoshta tentohet të krijohet një alibi dhe një kapital politik të cilën ata mund ta këmbejnë për lirinë e tyre. Mund të jetë edhe kjo. Mirë po, mendoj se pas gjithë asaj që ndodhi në ish Jugosllavi dhe të gjitha këto leksione ne kemi pa, që ka ndodhur në përvende të ndryshme, ku kemi një farë amnestimi, ndoshta dikund transparent, dikund jo transparent, dikund me qëllim, dikund pa qëllim, po mendoj se kur dikush e ban për qëllim që të këmbej kapitalin politik të krijuar në mënyrë falso, siç janë këto revolta kundër platformës e cila ku imputohen pikat e që nuk ekzistojnë, atëherë kjo është jo korrekte dhe jo e drejtë dhe nuk duhet të pranohet si një piknisje për negociata të tilla. Po megjithatë unë mendoj se këtu në test është edhe shoqëria, në përgjithësi nuk them shoqëria civile, por qytetarët e Maqedonisë. Dhe ajo që mendoj se mungon në momentin është që ata ne të gjithë opinioni, po edhe opozita ose opozita aktuale, po partitë të cilët tani janë në shumicë dhe mund të krijojnë qeveri, duhet t'ju drejtohen edhe atyre qytetarëve të cilët protestojnë kundër këtyre çështjeve të cilat ne i llogarisim si jo ekzistente. Duhet të binen ata njerëz se kjo është një manipulim i cili nuk është në dobi të shtetit dhe as në dobinë e tyre sidomos. Mendoj se duhet të pak jo vetëm të adresohen për krahasit, po duhet të flitet edhe me ata të cilët janë kundërshtar, të cilët nuk pranojnë argumentet të cilat ne i përdorim. Marko, vi što mislite za ova dilema? Друго истражување наше кое сам да го референцираме дека речи се 70% на анкетата која што ја правевме во март минатата година од граѓаните се изјаснија против принципот на неказненост и несносење на кривична одговорност.
чувството за правда, правдолюбивост кај обичниот граѓанин, чувството за казнување на сторителите на кривични дела и така натаму е длабоко вкоренето во вредностниот систем на човека и мислам дека нема да најдат било таква некоја иницијатива, идеја, голема поддршка кај граѓаните. Тоа може потенцијално да извади нова група луѓе на улица, која што ќе се почувствува издадена од сите политички елити и евентуално на таков начин да го изрази својот став. Мислам, овој процент оди отаде и едниот и другиот табор без оглед на тоа кој на која опција или кој на која вистина верува од аспект. А се согласувате дека ова е темата на која што веројатно се крши сега ситуацијата? Прашањето за одговорност. Па, мислам дека ако тоа до сега не се реши, дека сега малце е прекасно. А да се отвара тоа прашање, мислите? Да. Веќе влегавме во вител на која се играат на сериозни карти на етничка поделба, на закани од конфликти и слично. Мислам дека е предоцна за тоа прашање. Да се отвара сега. Во смисла на евентуална амнестија нечија. Да, тоа мислите? Да. Добро, Кацарска реков и нема да заборам да ве прашам за односот на владата на Сириза, односно на Грција кон Македонија во изминатите месеци и години, па и во актуелниот политички момент. Неколку пати го слушавме код Зијас како велеше дека тој е оној што ставил вето на санкциите против Република Македонија или против структурата на власт во Република Македонија. Код Зијас неколку пати повторува дека Грција не треба да се меша во внатрешните работи, па дури и дека и ЕУ не треба да се меша во внатрешните работи на Република Македонија. Една слична изјава чувме и деновиве, можеби не со зборовите што ги користеше Сијарто, но и код Зијас отприлика на истата линија рече дека не е добро кога соседите се обидуваат да се мешаат во внатрешните работи на другите соседи, мислејќи при тоа на улогата на Албанија во нашава ситуација овде. Некои велат дека и тоа е дел од оската на руско влијание во регионот, бидејќи Сириза се доведува на некаков начин во врска со власта на Путин. Видете, јас мислам дека Грција доволно, што би рекле кај нас архаично, си има мувата на капата со нас. Така да ставот на Кодзија се разбирлив од аспект на тоа дека ним најважно им беше во изминатите 2 години всушност да имаат партнер во Република Македонија во однос на бегалската криза, која што ја споменав. И ова партнерство очигледно со групата од Вишеград и со Австрија беше обезбедено од страна на македонската влада за менаџирањето на протокот на бегалци. И од друга страна, можеби партнер со кој што нема многу да мислат дали ќе треба да се ангажираат да го решаваат прашањето за името. Бидејќи некако е очигледно дека тоа во вакви околности не може да се случи. Да, иако Сириза иако честопати и се вели дека Сириза како партија е веројатно најдобриот партнер за решавање на името, меѓутоа има коалиционен партнер кој што тоа апсолутно не го дозволува. На Кодзија му беше веројатно и доволно да дојде во посета во Република Македонија, да се покаже добра волја да се чекираат неколку мерки за подобрување на довербата или како веќе ги велиме, меѓутоа тука заврши нивниот ангажман во однос на ова прашање. А генерално околу Русија и улогата во регионот? Видете, Русија во специфичниот случај на Република Македонија имаше дефинитивно многу повеќе соопштенија во изминатава година од било кога досега. Мое мислење е дека реторички Русија се обидуваше да го злоупотреби просторот кој што го остави Европската унија и НАТО, кој што го Европската унија како и САД, со нивниот неангажман кој што претходно го споменав, и се обидуваше да добие лесно, и се уште се обидува да добие лесно политички поени и можеби сојузници онаму каде што и ги немала. Јас сепак сметам дека Русија стратешки интерес во Република Македонија специфично, па и веројатно пошироко во регионот нема.
Сака да ги нервира Брисел? Сака да ги нервира Брисел, сака да ги нервира и Вашингтон и мислам дека успешно веројатно го прави тоа во изминатите неколку месеци. Добро. Полека ќе привршуваме. Ајде, ако треба да прогнозирате како ќе се одвиваат работите, што би рекле? Моментот се пас паратите се сотнет зоти Заев. Мендој се Джера да шкојн ках штендосија, збутја е риторикас, де дрец диде, сепсе не се нук мдоскио, атхер монтан доден джерате па параше кушме. Сепсе не дженеме një situatë jo kushtetuese, kur partitë që kanë shumicën në parlament nuk lejohen të formojnë qeveri, që është diçka e domosdoshme për një shtet të ketë qeveri, aq më tepër që nuk është problemi se nuk ka shumicë, po nuk lejohet. Dhe përderisa zgjat kjo pengesë ose kjo në stërkëmbës, të themi, nga një keqpërdorim i funksionit të kryetarit të shtetit, deri atëherë Maqedonia është në rrezik për skenare të paparashikueshme. Unë shpresoj se ky hap i Zaevit do t'i mundsoj edhe të tjerëve që ta zbusin retorikën dhe qëndrimet e tyre dhe ndoshta në këtë mënyrë të hapet një shtek për një proces të ri, një dialog të ri, cili ndoshta do ta kthej situatën në normale. Po mbetet të shohim se cilët janë hapat e palës tjetër. Трошановски. Па три се сценаријата, ако малтинска влада на СДСМ биде поддржана од ВМРО или од ДУИ, ќе не чекаат сигурно предвремени избори многу скоро годинава. Второто сценарио е ова влада да биде да биде поддржана, председателот Иванов да даде мандат и дадеме 100 дена во најмала рака да видиме дали ќе разнебити државата или ќе работи според програмата која што изложи председателот Заев. И третото сценарио е продлабочување на конфликтот до граници кои што ќе ни изолираат и вратат назад во евроинтеграцијските процеси за повеќе години и подстина на други по-насилни, речем за мене, непосакувани воопшто сценарија од аспект на меѓуетничките односи. И од 1, 2, 3, која е според вас најизвестно дека би можело да се оствари? Не знам. Немам одговор. Параметрите за неколку пати сме го дискутирали ова во кругови во нашиот теснав, че параметрите за правење на симулации, во сценариски симулации, кое сценарио е поверојатно, се толку многу неконзистентни, непостојани од аспект на правниот поредок, политичкиот систем, изјавите на политичките актери и слично, што навистина е... Зборувате за македонскиот контекст? За македонскиот контекст зборувам, да. А на друго место функционираат тие модели? Па, да, тоа постоја, да. Добро, Кацарска, имате вие своја прогноза? Јас можам да кажам што се надевам. Веројатно дека председателот ќе се предомисли и ќе биде малку разубеден, односно дека ќе има ефект денешното обраќање на председателот Заев и ќе биде дадена шанса, бидејќи очигледно ни е потребно да го отвориме собранието и да продолжат институциите. Благодарам многу што вечер бевте дел 360 степени. Ве поканувам до крајот да го одгледаме Сречко Поповски и неговата саботажа. Трансформацијата на мистичните политичари кои одбиваат партиципација во каква било дебата со неистомислениците, во гласни учесници во јавна интеракција, не е резултат на партиската ренесанса, ниту се должи на нивната желба за придонес кон развојот на критичката мисла. Туку е резултат на потребата да бидат до крај одбранети демократските потези со единствена цел, по секоја цена, да се обезбеди опстанокот во власт. Чудата почнуваат и завршуваат тогаш кога тие ниту се подготвени да ги чујат соперниците, туку доаѓаат само да исполнат врската. Тие никако да дојдат до збор.
10 години Нашата криминално партија владење. ја намали невработеноста во оваа држава, каде што СДСМ 200.000 стечајци остави во Република Македонија, невработеноста од 37% до 2006 година ја сведовме на 24% дека што толку голем број на нови странски инвестиции никогаш не се случиле во државата. Браните Република Македонија, а Блаже Коневски го нарекувате џуџето од Небрегов. Не можете да лустрирате Славко Јаневски, а да денеска се повикувате на партизаните. Не може во истиот момент да направите состава во која што ќе го одземете целиот имот на Сојузот на борците на Македонија, сега повторно се застанувате во браните и така апсолутно Ја ви предлагам, односно дали се согласувате јас и вие да испушиме по една цигара? Не су пушач. Не сте пушач, иначе саат и пол мислам дека пушите цигара, за да им дадеме шанса да одговорат на следното прашање Спасовски и Милошевски. Овој обид за ревитализација на аксиомата на секоја иоле демократија, својата вистинска грда представа за формалноста, а не и за суштината на потребата да се аргументира, кулминира тогаш кога ниту недостигот на никотин не може да го компензира фактичкото отсуство на свест за одговорност за постапките, само затоа што врската да се покаже наводна патриотска супериорност доживеала дебакл на јавната сцена. Досадно ми е да го слушам. Ајде. Сериозно си ми досадно. Па и ти не си нешто интересен. И ако ова е за вас демократско постапување, а ова ви вера господин Адамовски, јас прв земам збор во емисијата и мислам дека е ферски да се сослушаме, ги слушам цела вечер. Да те сослушаме па да се заслушавме. Ќе бидам колегијален со соборецот. Момци од Канвас. Тука сме повелите на улица кога сакате може да Канвас или КГБ се, што да? Бевте најкоректно поканети и мислам дека сите прашања беа коректни. Меѓутоа неговите подметувања не можеме да ги поднесеме. Ја ништо не подметнувам, извинете, не дозволивте ништо да кажам. Ви благодарам на гостувањето и на тоа што не останавте до крај да ги слушнеме и останатите прашања. Наместо свеста да доминира кај оние за кои се смета дека таа би требало да биде иманентна. Природно е таа да се буди и да предизвикува реакција меѓу оние кои што јавноста ги декларираше и промовираше како модели на хомогенизација. Оној кој му беше креиран специјален политички имидж на македонски Обама, открива дека дежурните бабароги не се кријат таму каде што посочуваат неговите поранешни политички партнери. Тоа што тие го прават денеска, излегуваат по градовите од Источна Македонија во Скопје, протестираат. Знаете како се коментира кај албанците, кај едноставно по чајджилница и по кафана. Чекајте, па тие сакат сега вака да ја поделат. Еве, имаше 2001 година, не се подели државата, се направи одреден компромис. Сега тие доаѓаат и излегуваат со пораки против албанците, како сакат некако да ја растурат Македонија самите македонци кои што од друга страна декларативно вика дека ја бранат. За разлика од него, човекот кој наместо германски за да си ги реализира своите лични политички амбиции во медиумите со кои раководи оведе белоруски стандарди на информирање. Со риториката која употребува само елоцира вистинската слика за причините поради кои се случува тоа што се случува. На вистина ве разбирам. Вие разговарате со мене како поранешен министер. Не како поранешен, него прво како да сум адвокат на ВМРО ДПМН, а второ разговарате со ВМРО ДПМН како да е на обвинителна клупа, а вие сте нов обвинител. Значи не е доволно што има СЈО, него се ќе уведеме и еден посебен обвинител кој сега цело време ВМРО па ВМРО. И на крајот, за вештачките војни кои се потикнуваат и за оние вистинските војни. Вегов, односно учествувам во најголемата правна битка која досега ја имало оваа држава. Токму таа е војната од која се стравува. Системска и институционална, а не меѓунационална. Тоа беше се за вечерва, ќе се видиме повторно в понеделник од 22:30. Пријатно.